Кристина Петрушевска после 11 месеци се врати на фудбалските терени откако имаше операција на коленото. Фудбалерката на Истатов одигра 60 минути непријателски меч со Љуботен, а враќањето на 24 годишната Петрушевска ќе биде големо засилување и освежување во редовите на Истатов. Футсал надпревар или ракометен надпревар. Кораби во Дебар со 17-10 славеше надпобеда. Партезан јук дома ја победи ССК Скопје со 5-4, а пак Ратово беше шокиран од Конзули со резултатот 6-12. Карадако доведе до првата сезонска радост, триумфирајќи над Енхелон со 7-6. Балкан киксни дома загубет Каршијако со 3-8, а пак Овче поле го декласираше се Универци со 8-2. Лидер на табелата во втората футсал лига е Мал Ајак со 27 бодови, Кораби е втор со 22 бодови. Охридскиот третолигаш Света Тројца за пролетниот дел во трета лига Југозапад се засили со 20-годишниот Леонид Џајковски кој доаѓа од редовите на Скопски клуб Здравје. Третолигашот Брегалнец од Делчо за пролетниот дел во трета лига Исток се засили со Емил Рунчевски и Денијан Донов кои во паќе доаѓаат од Овче поле, како и со Ненад Нешовски и Антонио Стојчев кој пристигна од Карбенци, а претходно клубот се засили со Јован Дојчинов од Осогово. Прелепи пролет го губат чекорот за место во плејофот во ракометната Суперлига после поразите во првото коло, додека пак екипите на Бутиле Тиквеш се речиси сигурни во плејофот. Ракометниот клуб Радовиш се засили со повратниците Славијан Паунов и Иви Целиев, сработи за искусни ракометер кој поголем дел од кариерата ја мина во Радовиш. Голманот Паунов и голгетерот Илиев ќе бидат големо засилување за Радовиш за плејаутот каде радовишани ќе се борат за опстанок. Гледавте една минута спортски вести на спортска мрежа.